Печалбарите уште помалку гледаат перспектива во државата, па не вложуваат повеќе пари како порано, оценуваат познавачите на приликите. Нема веќе инвестирање во нови куќи и станови за фамилијата која е овде или пак во почнување на бизниси. Сега приоритет е социјалниот аспект, односно се доаѓа да се видат со семејството, да одат на свадба и слично, додека за инвестиции печалбарите ќе почекаат подобри времиња. Претежно доаѓаат во овој период да направат свадби. И ако малку анализираме кој се профитираше, да, државата профитира од нив, но овој пат одредени сегменти и виделе аер од нивното доаѓање, а тие се во конкретниот случај златарите, лекарите, забарите и апотекарите. И добро и тие салоните за свадби, но многу малку гледаме дека некој зборува за некоја заедничка инвестиција или нешто да помогне во смисол на инвестиции во семејството, како што порано било случајот. Зошто се одвикнуваат печалбарите да инвестираат повеќе пари во родниот крај? Според соговорникот е во тоа што и на нив им е преку глава од нефункционирање на државата. Иселениците тоа го согледуваат на сите полиња, а уште при самото доаѓање го чувствуваат на сопствена кожа, кога со часови чекаат да влезат во Македонија на граничните премини. Сето тоа треба да се промени за да тие бидат послободни во одлуките да ги остават своите пари тука. Значи, многу лош третман им даваме, со тоа што им создаваме разновидни пречки за да не можат тие еднаш за секојаш бар да помине за пола саат. Ти ние знаеме кој е периодот, знаеме кој е шпицот. Зошто не се подготвиме во тоа време? Се поретки стануваат и примерите некој селеник по неколку години во странство да реши да се врати постојано да живее во Македонија.